што лично ја познаваат Ивана, сведочат за нејзиниот љубопитен дух, комуникативност, несебичност, креативност и неуморна желба да го спознае светот. Па така, спознавајќи го светот, таа реши со нас да сподели едно дело, кое верувам дека нема да остави никого равнодушен. Ке допре до вас и ке разбуди разновидни чувства, а на моменти ке ве натера да размислите подлабоко за животот и собственото постоење, како во следниот изводок. А некои луѓе пак се пратени да ни го разнишаат секое верување и по нивното заминување да треба да се изградиме од почеток. Тие луѓе се паметат со живот. Писма извајани од љубов, покрај тоа што е книга за љубовта, таа е книга за животот, за надежта, за грешките и поуките. Па така Иван Ризаов не учи дека иднината е единствено добра, ако не се навраќаме на минатото секој можен миг. Иднината е добра, ако е нова, непозната, но доживеана досега. Херман Хесе рекол: љубовта не постои за да не устреки, туку за да ни покаже колку можеме да издржиме. А самата авторка низ страниците на ова интересно четиво ќе ни ја долови болката од невозвратената или накратко возвратената љубов. И истата ќе ја преточи во страници кои читајќи ќе ве разнежат, расплачат, разлутат, а на моменти можеби и ќе ве насмеат. Зборовите кои јас ги искористив во мојата рецензија за писма извајани од љубов. Во оваа книга со многобројни писма, во кои се опишува невозможната љубов, но и жетта да се продолжи веќе започнатата љубов, испреплетена со возбуда и страст, како и трпеливи воздишки кои мамат сето ова да трае вечно. Младата авторка успешно ги доловува чувствата на една жена која е заробена помеѓу љубовта и лудоста. А со зборовите на нашата авторка тоа звучи вака: те барав насекаде, но ти не се појави. Може би веќе заборави како страшно ми требаш. Го повикував твоето име толку нечујно и тивко, а потојно се надевав дека некогаш ќе ме слушнеш. Ќе долеташ сјајно под небесната шир и ќе ми покажеш што значи љубов. Те носят длабоко во срцето, надевајќи се дека кога ќе дознаеш ќе се чувствуваш горд и ќе ја подадеш рака на онаа што безусловно те сака. Те молев со погледот да запреш на моето тело, да пронедеш макар нешто што ти се допаѓа и да се залепиш за мене како пчелите за поленовиот прав. Те преколнува во мислите, барам на миг да се сетиш на мене, да го почувствуваш мирисот на моето тело, да посакуваш да сум таму крај тебе, а јас да се појавам веднаш, да заблестам под блесокот на љубовта и да те сакам. Кога Ивана ме покани да бидам рецензент за незината книга, најпрво бев ајде да видам прво како пишуваш, па после ќе можам да ти кажам збор 2. Писма извајани од љубов се чита дефинитивно во еден здив. Толку нежна, толку допирлива, буквално допира до секој од нас и не само што допира, туку мислам дека со првото читање веќе ни останува длабоко врежана во нашите сеќавања, како нам, помладите генерации, така и оние постари генерации кои што ќе се присетат на љубовта, која ја чувствува секој од нас. Како рецензент за оваа прва книга на нашата писателка, во мојата рецензија стои: понесена од магијата на љубовните бранови преку искрата која ја носи во себе, писателката преку љубовните писма ни го пренесува токму она кое го чувствуваме, а не можеме да го искажеме со зборови. Топла, емотивна и нежна. Јас така ќе ја опишам, а вие останува да ја прочитате. Нема да должам многу, ќе прочитам уште дел од писма извајани од љубов, а другото ќе го оставам на писателката. И што е тоа што ме тера да заборавам се што искушно ветив и по кој знае кој пат? Се осмелувам да мечтам за тебе. Јас никогаш во животот не бев паднала толку ниско. И не знам само како да те истерам од проклетите мисли во кои ти си најголемиот натрапник, да те отерам по ѓаволите и да заборавам дека никогаш си бил блиску до мене. Си ме милувал нежно и си ме држал за рака. Знам дека секој обид би бил предвидено неуспешен. Затоа дозволувам да се впиеш длабоко во мојата кожа. Еве сега те чувствувам, а немам ниту капка сила да му кажам на твојот трак кој те напушта тебе и ме подсетува ноќе.
да му кажам дека ми беше доволен. Само сега повеќе не ми требаш. Да му кажам уште еднаш да ме остави на мир. Најпрвен сакам да се заблагодарам за поддршката на сите оние кои што учествуваа во овој проект, тимот од издавачката куќа Ѓурѓа за нивната работа. Тие придонесоа книгата да изгледа така како што изгледа сега. Понатаму благодарност до Данче Јовановска, која што ја изработи насловната фотографија на корицата. Моите драги рецензенти Марина Гоцевска, Викторија Петровска и Фросина Маневска од idol.mk. Голема благодарност и до поддршката на моите најблиски, членовите на потесното семејство, мојот сопруг и секако Марија Јордановска, на која што е посветена оваа книга. Книгата ќе ве оставам да се ја прочитате сами, затоа ќе бидам кратка. Не можеш да ја форсираш љубовта или не е паметно да ја форсираш љубовта. Ако си богат, можеш да пробаш да ја купиш, ама залудно, само ќе си потврдиш едно клише, дека љубовта со пари не се купува. Не можеш да се натераш да сакаш, ниту да испиеш магично апче и да заборавиш. Не можеш да ја игнорираш љубовта, ниту да ја пренасочиш. Но можеш едно. До кога сакаш и колку сакаш, можеш да пишуваш за љубовта. Драги мои, пишувајќи за љубовта, јас ја напишав писма извајани од љубов. Искрено се надевам дека ќе ви се допадне. Еве, уште само малку и ќе ставам крај. Но не буди ме од сонот, зашто веќе одамна сонувам само за тебе. Направи само уште една грешка и со заборавот ќе избршам се она што некогаш помеѓу нас било. Па и да ме молиш, не ќе поклегнам веќе. Доволно е да не те видам и да изгледат сите чувства, зашто јас не сум створена да чувствувам само за тебе. Распраша се наоколу, ќе дознае за мене. Може и ќе се вчуневидиш кога ќе чуеш дека не те спомнав пред никого, дури ни пред себе. Продолжи така, направи се луд, а јас ќе бидам полуда кога ќе се вратиш мислејќи дека ќе ми имаш пак. Еве само уште малку и ќе се соземам веќе. Ќе ти докажам дека можам сама. Има други, не ми требаш зашто светот е само мој и на сите оние кои се како мене. И навистина, светот е наш и на сите оние што се како нас. Почитувани гледачи, се наоѓаме на промоцијата на книгата Писма извајани од љубов од младата писателка Ивана Ризаов. Писма извајани од љубов е низина прва книга и дефинитивно е книга која што допира до сите од нас, како до помладите, така и до оние постари генерации кои што преку овие писма кои што навистина се извајани од љубов ќе се посетат на љубовта која дефинитивно е присутна во секој од нас. Зошто баш толку писма извајани од љубов, ја прашуваме самата писателка. Ивана, најпрво ќе ти честитам за промоцијата на твојата прва книга Писма извајани од љубов. Зошто токму ваков наслов? Благодарам, Викторија. Значи, книгата ја создава повеќе години, пишувам активно проза и поезија. Овие писма, овие белешки кои што си ги пишував низ текот на годините, некако ми заличеа на писма и решив да ги наречам Писма извајани од ljubов. Што читателот може да прочита во овие писма да осознае? Значи, читателот може да допре до да почувствува различни емоции, почнувајќи од болка од невозвратена љубов, па надеж кога љубовта на миг е возвратена, па сите испреплетени чувства кои што се појавуваат понатака во вид на љубомора, можеби некогаш бес и гнев и повторно надеж дека постои и последно нели скршено срце може да се обнови. Се надзира ли нешто автобиографско можеби во писмата? Кога пишуваме за љубовта, ретко кој не може да се препознае барем во една реченица, така што не можам да кажам дека целата книга е автобиографска, но кога ќе прочитаат читателите, верувам дека барем една реченица ќе биде лично за нив, па така да, има реченици кои што се лично за мене. Ивана, ќе те честитам уште еднаш, па да бидеме сведоци на уште многу нови наслови од тебе. Благодарам, Викторија, благодарам за поддршката, благодарам што сте вечерва тука, благодарам на сите присутни и искрено се надевам дека ќе ви се допадне книгата. Благодарам од срце.